Во овој термин во 8:20 часот го имаме министерот за надворешни работи Бујар Османи. Добро утро. Добро утро. Во овој термин, министре, сте бидејќи имате прилично зафатена агенда, од овде тргнувате право на аеродром. Иако 10 јуни за децата е најсреќниот ден, бидејќи ќе паузираат, ви следат денови во кои што немате време за пауза. Тргнувате во Тирана, од Тирана на разговори во Франција. Може би една од најважните дипломатски дејности кои што сега ќе ги имате во Франција. Па да, денеска е долго очекуваната посета на премиерот во Париз, во кој што ќе имаме работна вечера со претседателот Макрон и мислам дека е тоа навремена и многу важна посета која се случува. Меѓутоа јас потоа продолжувам на една турнеја на посети, бидејќи се згуснуваат реално активностите сега во текот на јуни, во пресрет на јунскиот самит, меѓутоа и во рамки на регионалните иницијативи, и некако животот се враќа во нормала после пандемијата, па почнуваат да се организираат и сите самити и конференции со физичко присуство. 22 јуни, шанса за Македонија е една од најважните политики. Зошто велам политики? Бидејќи сепак е политика оној однос кој што ќе треба да го доизградиме веројатно до 22 јуни со Бугарија. Сакам да ве прашам на почеток, чувствувате ли вие засилено влијание од меѓународната заедница? Затоа реков и дека Макрон ќе биде многу важен, знаејќи ги ставовите на Франција со таа нова метода на проширување. Има зголемена активност и јас често велам дека во секој главен град во Европската Унија чувствувам дека алармот е подигнат, дека кредибилитетот на процесот на проширување влегува во критична точка, посебно на случајот на Северна Македонија. И тоа им е јасно на сите. И веројатно секој се обидува да направи свој придонес, да даде свој придонес, односно чекор за да го спаси тој кредибилитет, бидејќи многу е вложено во тој кредибилитет во последните 30 години и тој кредибилитет е таа движечка сила на регионот. Тоа што го потиснува регионот кон позитивни реформи, кон соработка, регионална соработка. И плюс уште еден фактор, а тоа е дека например, во текот на минатата година имаше едно чувство дека ова прашање ќе се реши со активност на германското претседателство и некако имаше поголема смиреност во земјите членки. Меѓутоа, сега барем во овој семестар, во оваа половина од годината, гледам ангажман од многу земји членки, од пријателите на проширувањето, од сите тие што сметаат дека ова е од витално значење не само за регионот, туку за самата Европска Унија. Со каква порака одите кај Макрон? Нашата порака е јасна. Ние ги имаме исполнето условите, тоа го имаат констатирано сите. Имавме и минатата година. Да, и тоа го имаат констатирано сите објективни извештаи на релевантните тела и дека е конечно време Северна Македонија да ги почне преговорите, бидејќи како што реков, кредибилитетот на самиот процес е под сериозен тест. Мислам дека Франција со последните пораки е сериозен поддржувач на овој процес. Очигледно проблемот ни е со Република Бугарија и тука продолжуваме со билатералната комуникација, со цел надминување. Значи, целата енергија или како што често знам да кажам, сите карти ги ставаме на јунскиот самит. Но тоа не значи дека јас сакам да ги кренам многу очекувањето на граѓаните. Тешко е, нема јасен мандат во Бугарија, има разлики се уште по однос на процесот, по однос на содржината на процесот, меѓутоа наше е да работиме. Ние имаме обврска, консензуална одлука на граѓаните, тие сакаат Европска Унија и наше е да направиме све што можеме за да ја оствариме таа нивна желба. Меѓутоа очигледно не зависи од нас. Кредибилитетот на Европската Унија е ставен под прашање во државата и од интелектуалната елита, го користам тој збор, иако не ми се допаѓа, меѓутоа кредибилитетот е ставен под знак прашаник и годините наназад. И додека не се отвори посериозно тој спор со Бугарија, кога мислевме дека со договорот за добрососедство веќе се е завршено, гледаме дека не е. Јасно е дека ќе има повторно препреки на тој пат кон усогласување на ставовите помеѓу двете држави. И ако ја ставиме Бугарија на страна,
проблемот која земја членка на Унијата ние може да очекуваме во однос на поддршката која што нам ни се дава, а по Преспанскиот договор, кој што нели е гаранција за сето ова? Не гледам земја членка која што има некое билатерално прашање. За жал, Не мора да е билатерално. за жал на нашиот пат билатералните прашања беа пречка. Ние 16 години сме со кандидатски статус заради билатерални прашања, а не заради неисполнување на било кои критериуми. Во однос на критериумите, земјите членки се стрикни и најголемите пријатели на државата во делот на владење на правото, во делот на реформите, тие ќе бидат стрикни, но како што знаат, еве на пример холандјаните често да кажат стрикни но фер. И ние тоа го сакаме. Ние сакаме стрикност на процесот, засилен мониторинг, бидејќи тоа нас ни помага тука да ги направиме реформите кои што па на крај се важни за граѓаните. Тоа што нас ни пречи е што прашања кои што немаат поврзаност со европскиот процес нас ни се пречка за Европската Унија. Иначе, доколку беше за исполнување на реформи, за копенхашките критериуми, политички, економски, и доколку не сме ги исполнили условите, тоа е друго прашање веќе. Тоа е прашање на комитмент, на посветеност наша како држава и во тој процес ние ќе се соочиме во текот на преговорите. Тоа што сметаме дека е нефер кон нашето досие е тоа што прашања не поврзани со Европската Унија нас ни се пречка веќе 16 години, меѓутоа нема алтернатива од тој пат и јас можеби на секој интервју тоа го користам, ќе го кажам и пак, интересот да следните генерации бидат во ЕУ е многу поголем од фрустрациите што ги чувствува оваа генерација во текот на процесот на пристапување. Така да тешко е, има фрустрации, нефер, меѓутоа ние мора да продолжиме. Мора да продолжиме затоа што целта е многу важна за граѓаните. Премиерот Заев е оптимист дека ќе се решат некои билатерални прашања со Бугарија. Вие до 22 сте дециден оптимист или не? Бидејќи рековте не сакам да ги покренам очекувањата на граѓаните, а граѓаните секогаш, како што вели Шекеринска, се движат на линијата разочарување и оптимизам. Видете, навистина премногу сме изложени на овие циклични фрустрации низ кои што поминуваме. Вие гледате дека нашето општество живее со циклусите на самитите на Европската Унија. И тоа создава едно чувство на анксиозност кај граѓаните, што влијае и во целото општествено делување. И затоа мора да бидеме многу фер и реални кон очекувањата на граѓаните. Најголемиот проблем во моментот е тоа што во Бугарија нема јасен политички мандат. Бидејќи немаше формирање на влада, меѓутоа може во секој момент да се повикуваат на фактот дека нема собрание. Меѓутоа, како што реков, ние од наша страна правиме све што можеме во рамки на нашиот простор за делување да успееме и во јуни, така да продолжуваат и билатералните комуникации во однос на дефинирање на акцијски план за во делот на имплементација на договорот. Работиме со пријателите. Португалското претседателство продолжува со нивниот предлог кој што во моментот е единствениот функционален предлог на маса по кој што се разговара. Така да ќе работиме до последниот час од 22 јуни, меѓутоа не можам да кажам денеска дека тоа ќе биде така, бидејќи многу фактори и искуството од порано не прави да бидеме многу внимателни во покренување, во дигање на очекувањата на граѓаните. На самитот на НАТО во Брисел на 14 и 3 дена подоцна на самитот во Анталија имате закажано средби со колегите ваши од Бугарија, можеби билатерално? Да, и самитот на НАТО на 14 е исто така добра можност, каде што ќе имаме билатерални средби на највисоко ниво, меѓутоа и во Анталија со министерот за надворешни работи. Така да, меѓутоа и на експертско ниво, веројатно, ќе имаме во овој период. Така да, овие денови, денеска сме 10 до 22, тоа се 12 дена, во кои што ние ќе вложиме максимум во сите можни канали, во рамки на дозволениот простор, да најдеме решение. Значи, тоа што зависи од нас, ние ќе го правиме апсолутно неуморно до последниот час од 22 јуни. И, министер, бидејќи сме на прашањето со Бугарија, на прашањето со Европската Унија,
Опозицијата, всушност опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски побара пред пратениците да излезете во собранието и да соопштите зашто се преговара со Бугарија. Вие од друга страна го поканивте во Министерството за надворешни работи. Се чини дека опозицијата и власта во Македонија не се на истото ниво како што беа опозицијата и власта, претходната власт во Бугарија, каде што има заеднички став во однос на преговорите помеѓу двете држави. Ке го поканите Мицкоски, ке дојде, ке излезете пред собранието, што ви е вам? За жал тоа е така, а не смее и не треба да биде така, посебно за овие прашања за кои што има консензус од граѓаните. Нема разлика помеѓу... Да прашам малку подиректно, опозицијата знае за што преговарате вие или не знае? Видете, прашањата се тие за кои што јас зборувам на моите секојдневни интервјуа, токму со цел да бидам транспарентен. По однос на Комисијата за надворешни работи, таа комисија е блокирана токму од председателот на комисијата, затоа што амбасадорите чекаат со месеци да поминат брање на тези, односно презентација на тези пред комисијата за да може да бидат упатени и не стигаат на ред затоа што не се свикува комисијата. Значи да се заврши тоа за да се одблокира комисијата, да може да има и други седници каде што јас би презентирал прашања за надворешната политика. Значи не е прашање на моја волја дали сакам да учествувам во комисијата, туку прашањето што од самиот председател е блокирана комисијата. Јас реков и по однос на отвореноста на МНР да разговара со било кој опозиционен представник, бидејќи покажувам волја за инклузивност во процесот. Имаше многу реакции по однос на тој стратешки совет, зошто имало луѓе од тој профил или значи прво имаше зошто е формиран стратешки совет. Идејата моја беше барем за овие прашања стратешки за државата, да има етничка и партиска, идеолошка инклузивност и регионална инклузивност, за да може да не почнеме секојаш од нула. Секоја влада почнува од нула и не може во надворешната политика тоа. Мора да има една конзистентност кон стратешките цели кои што ги споделуваат граѓаните. Така да јас немам апсолутно никакви резерви по однос на комуникацијата со опозицијата, па дури и за овие прашања, меѓутоа очигледно и ова прашање се злоупотребува во дневната политика и како се приближуваат изборите, јас мислам дека ќе има уште поголем интензитет на дигање на темата Бугарија, Европска унија и така натаму, а не треба да биде така. Стратешкиот совет сега заседава, има седници, правите состаноци, бидејќи знаете зашто ве прашувам, вие велите вие сте за инклузивност и за конзистентност во дипломатијата, а кога ќе се разговара со поранешни амбасадори на државата, тие сите велат дека никој не ги контактира, никој не барал од нив мислење, дека нивните контакти кои што ги имаат во државите со кои што имаме спор или кои што се работи за економска дипломатија, никој не ги бара да разговара. Не го споделувам тој впечаток, прво затоа што јас дури ангажирам и пензионирани амбасадори со кратки договори за одредени проекти. Бидејќи сакам да го искористам нивното искуство и слободно време да можат да се вклучат, меѓутоа и во стратешкиот совет се бројни поранешни амбасадори. И стратешкиот совет функционира со интензивна динамика. Веќе го имавме првиот состанок со младите истражувачи, во утре ќе имаме состанок во делот на економската дипломатија, значи почнуваат тематските седници на стратешкиот совет, меѓутоа и другите два столба, како што е предвидено во акцијскиот план. И мислам дека тоа е најдобрата платформа да се вклучат сите, и поранешни амбасадори, и сегашни амбасадори, и луѓе со јасни политички погледи. Јас сум кажал, сум барал во стратешкиот совет луѓе кои што имаат јасни политички ставови, но еден услов да не бидат зависни од дневната политика. И гледајте го составот на луѓето во советот, ќе видите дека ниту еден не е зависен од дневната политика, бидејќи тоа веќе го поместува процесот. Но луѓе кои што се поблиски до размислувањата на гласачите на ВМРО, на гласачите на СДСМ, на ДУИ, такви размислувања мене ми требаат во советот, бидејќи на крајшта таа стратегија треба да ја рефлектира, да ги рефлектира погледите на граѓаните, иначе зашто го правиме тоа? Тоа не е стручна студија за докторат.
таа стратегија треба да рефлектира различните погледи на луѓето, но да бидат вклопени во една конзистентна политика. Министре, колку ветер во грб на сегашната влада и дава декретот од американскиот претседател? Сепак е декрет, тоа е еден од највисоките документи во Соединетите американски држави, а се однесува на Преспанскиот договор и на Охридскиот рамковен. На Преспанскиот се задржуваме бидејќи пред решавањето на договор на спорот со Грција имавме подпишано договор за билатерална соработка исто како со Бугарија. Колку тоа сега и дава ветер во грб на македонската дипломатија да може да го булдожира овој процес со бугарите? Јас прво мислам дека декретот или извршната наредба на претседател Бајден е многу важен настан за самиот регион. Да не претерам со историски, меѓутоа јас би го одбележал тој ден затоа што основната порака на таа наредба е нема враќање назад. Одиме напред. Регионот нема враќање назад. Таму се спомнува Дејтон, таму се спомнува влегувањето на НАТО во Косово преку 1244, се спомнува Преспа, се спомнува Охридски рамковен договор. Значи се става црта на сегашната позиција на Балканот и можеме само напред во тој процес и тоа е многу важно во канализирање на енергијата. Бидејќи очигледно почна енергии на ретроградни, на враќање на назад, ревидирање на политики, погледи кон минатото и така натаму. И тука се става брана на таквите ревизионистички, ако можам да кажам, пристапи, туку фокусот на сите во регионот е напред и тоа е многу важно и тоа ќе потикне сите позитивни процеси во регионот, а не само во однос на Преспа, во однос на Охридски или пак во однос на договорот со Бугарија. И тоа е засилено влијание од САД во однос на она што треба да го решаваме со Бугарија? Мислам дека ќе влијае позитивно на сите општествени процеси. Буквално, како што реков, се става брана на погледот кон минатото. А очигледно на Балканот тоа е најсериозниот проблем. Изворот на проблемите е тоа што луѓето со едно око гледаат кон иднината, со другото гледаат кон минатото. И тоа ги збунува во движење. Или кога не би користеле дипломатски речник, би рекле вие дека бугарите гледаат во минатото. Сите во регионот. Очигледно сите во регионот гледаме кон минатото. Ние покажавме, оваа влада покажа најсериозна посветеност кон фокусирање кон напред. И затоа ние велиме, ние сме успешната автентична приказна во регионот која што треба да стане модел за целиот регион. Затоа го правиме Преспа форум диалогот на 1 и 2 јули, токму за да ја покажеме нашата автентична приказна која што беше и пред оваа одлука на Бајден, ја праќаше таа порака. Гледаме напред за идните генерации. На 14 мај Министерството за надворешни работи упати нота до руската амбасада дека се протерува еден руски дипломат. Досега изјавите се дека тоа е сето аргументирано, дека е анализирано и одлуката е со своевидна причина. Јас претпоставувам дека вие за причината нема да зборувате јавно, бидејќи освен ако не е безбедносна, секоја друга причина би била, ајде да речеме, банална кога се две држави во прашање. Но сакам да ве прашам дали тоа што ние чекаме вакцини од Русија кои што се уште не се пристигнати во државата се токму еден таков реципроцитет можеби? Не би ги поврзал тие две работи и не мислам дека треба да дозволиме ние за вакцини кои што ние ги плаќаме да бидеме условени за некакво наше позиционирање по однос на глобалните политички прашања. Меѓутоа да се вратам на почетниот дел од прашањето. Значи дипломатите функционираат во рамки на прецизно дефиниран мандат, кој што ги дефинира Виенската конвенција. Секое прекршување дава право на државата да го прогласи за непожелна личност и ние констатиравме дека се исполнети сите услови во овој случај да се прогласи за
непожелна личност и тоа го искомунициравме. Втората поента што сакам да ја направам е дека во јавноста се отвори дебата како да ние уште имаме дилема дали сме со едните или со другите. Ние сме членка... знам вашиот став. Ние сме во НАТО. Ние сме во НАТО, таа одлука е донесена уште пред 30 години. Ние сме во сојузништво со 29 земји членки со кои споделуваме исти вредности. И сојузништвото се гради преку проактивна политика на поддршка. Тоа не значи дека ние сме непријатели со било кој, меѓутоа да, ние се солидаризираме и ние споделуваме исти вредности и тие ги промовираме и внатре и во рамки на алијансата. За вакцините ве прашувам, бидејќи руското МНР само рече дека ќе има контрамерки во однос на Македонија. Досега не знам дали сте ги почувствувале на поинаков начин тие контрамерки. Не верувам дека тоа е поврзано и не треба да биде поврзано, затоа што, како што реков, фактот дека купуваме од Русија, тоа значи дека ние сме отворени во делот на економијата со Русија. Вакцините ги купуваме со наши пари, за наши потреби и ние не треба да дозволиме и не треба да биде тоа никаква уцена за било какви наши позиции. Значи, нашето прво случајот не е поврзан со било кои политички позиционирања, зашто е кршење на Виенската конвенција, меѓутоа и воопшто ако одиме, нашата позиција по однос на солидаризирање во рамки на алијансата е јасна и недвосмислена. Министре, ќе направиме пауза во однос на она што значи функционирање како министер на државата. Сакам да ја прашам како човек кој што потекнува од Демократската унија за интеграции. Ребрендирана во Зелена партија, некои велат со тоа им го земаат пазарот на Дом, единствената Зелена партија досега во Македонија. Други велат со тоа Дуи прави еден одличен политички потек кој што ги остава останатите опозициони албански партии да го превземат имиџот на националистичка политика во државата. Вие се чувствувате ребрендиран? Дуи е партија која што секогаш има одено низ неизоден пат, за да потоа стане траса за другите да следат. Изгледа тоа е нашата мисија, секогаш да ги кршиме табуата, секогаш да бидеме први во создавање на нови можности за граѓаните. Зелената агенда е начин на живот. Зелената агенда погрешно се перцепира како животна средина само. Животната средина е една компонента на зелената агенда. Зелената агенда буквално значи квалитет на животот. И зелената агенда значат зелени финанси, значат дигитализација, значи зелена храна, значи нов начин квалитетен на живење. Очигледно првиот дел од мандатот на Дуи беше интегрирање. Да ги интегрира албанците во едно општество од кое што беа исклучени 50 години. И повеќе тоа доби некако димензија на квантитет. Немаше универзитети на албански јазик, требаше да се создадат универзитетите. Немаше вработени во администрацијата, требаше да се вработуваат во администрацијата. И сето тоа беше прашање на проценти, беше прашање на квантитет. Новото поглавје на Дуи е преминување од квантитет во квалитет. Универзитетите се веќе создадени, тие треба да бидат квалитетни за да продуцираат квалитетни кадри од тие универзитети. Вработените во администрацијата треба да се интегрираат во администрацијата, треба вертикално да унапредуваат и треба да станат квалитетни за да ги дадат услугите на граѓаните. Значи во секој аспект интегрирањето на заедниците, и тоа не само албанците, бидејќи сите етнички заедници на некој начин придобија од работата на Дуи, тоа интегрирање сега заеднички се претвара во концепт за квалитет на живот за секој граѓанин и тоа ќе биде нашиот фокус. Граѓаните, семејствата и нивниот квалитет на живот. Од квантитет во квалитет. Дали тоа значи дека на следните локални избори Дуи нема да се занимава со прашања кои што
имат една политичка нота или прашања кои што се уште ќе зборуваат за правата на малцинствата, сушност на албанците во Македонија, бидејќи тие се сега на задоволително ниво и ќе се фокусира само на овие зелени политики или Значи, во многу случаи правата се дел од квалитетот на живот на луѓето. Ако има луѓе кои што се дискриминирани поради нивната етничка припадност, тоа влијае директно на нивниот квалитет на живот. Тоа не значи дека се исклучува од зелената агенда. Буквално зелената агенда значи квалитет на живот на луѓето и на семејствата. И тоа не се взаемно исклучиви тие два концепти. Но мислам дека пристапот е јасен, се ги засега сите граѓани, значи не само албанците, бидејќи веќе по однос на потребата за поквалитетен живот барањата се слични и кај македонците, и кај албанците, и кај малцинствата. Бидејќи тука мора да се направи таа дистинкција дека според рамковниот договор има мнозинско, немнозинско и малцинство. Очекувате да го придобиете македонското гласачко тело? Мислам дека дуи се повеќе влева кај граѓаните доверба на стабилност. Еве, хроничарите, тие што го испитуваат работата и ја истражуваат работата на ДУИ, знаат дека ДУИ кај луѓето создава мир. Создава чувство на предвидливост. И тоа е многу важно во овие непредвидливи регионални и глобални текови. Кога имате организација, имате лидер кој што кај луѓето создава предвидливост. Не се тоа амплитуди на однесување на ставови во зависност од изборни циклуси, од дневни расположенија. Вие знаете дека ДУИ има една конзистентна политика која што цели кон НАТО, цели кон Европската Унија, цели кон засилување на државата и кон квалитетниот живот на граѓаните, и мислам дека се повеќе станува атрактивна дестинација, ако можам да кажам, за сите граѓани независно од етничката припадност. Добро. Министер, ќе ви се заблагодарам на одвоеното време и на овој разговор. И благодарам и на вас. Верувам ќе имаме повторно прилика да разговараме после јунскиот самит, да знаеме на што сме, нели?